Затоа што во суштина мора да се дообјасни и другата страна. Во ред е цените да се вратат на некое разумно ниво, меѓутоа морам да ви кажам дека во суштина тоа што е проблем во државата и со инфлацијата и генерално зголемувањето на цените е енергијата. Значи, погледнете ги и Соединените Американски држави, и европските земји, и сите оние кои успеа на некој начин да ја менаџират инфлацијата, пред се инфлацијата менаџираше со енергијата. Значи, главниот проблем на оваа инфлација беше енергијата, изголемувањето на цената на енергенсите, на нафтата и на електричната енергија. Причините ги знаеме. Војната во Украина, геостратешките ситуации и така натаму, значи ние знаевме со што се соочуваме. Во такви околности, прво мораше да имаме зголемено домашно производство. Ние киксиравме тука. Нашиот енергетски систем беше во колапс и имавме многу слабо домашно производство на електрична енергија. Второ, воопшто не реагиравме со акцизите кај нафтените деривати, туку напротив, дополнително неколку пати се качуваа во мандатот на Социјалдемократскиот сојуз. И тоа на некој начин ја загреа инфлацијата и понатаму немате поврат, немате можност сето тоа да го управувате. Самата ситуација со таквите високи цени направија огромни долгови кај јавните предпријатија, локални комунални. Тоа е факт. Сега, никаде не е поминан максималниот праг што го има дадено регулаторна комисија, значи се почитува законот и таквите високи цени повторно продуцира загуби. Тоа е реалност. И сега веќе кога сакаме да политизираме, одмah ќе ви кажам, ако решението беше енергијата, тогаш централната власт на Социјалдемократскиот сојуз требаше да не вработува толку многу кадар во енергетските фирми, кои ништо не работат, не допринесуваат за развој на истите, зимаат плата, се партиски вработени лица на Социјалдемократскиот сојуз и парите место да одат во развој на енергетскиот сектор, одат за плати во истиот и таму киксиравме како држава, односно не можевме да дадеме одговор на енергетската криза. Значи, превработеноста на енергетскиот сектор и лошиот менеджмент, кој впрочем го гледаме секојдневно, односно тоа што значеше набавка на јаглен, на нафта, на газ, по некои специфични методологии и така натаму, сето продуцираше с големини цени на енергијата и тоа што вие зборете ефектот врз јавните комунални предпријатија. Така да, ако веќе вртиме тези, секојаш можете да ги извратите во било која насока. Благодарам.